Искршени прозорци, фасада во распаѓање и објект оставен на забот на времето. Речиси една деценија ловниот дом во општина Кочани стои во една лоша состојба. Објектот е во сопственост на општината по престанокот на функционирањето на ловното друштво Осогово и од тогаш сведочи за едно минато време, кога представуваше објект за посета и можност граѓаните од Кочани, но и од регионот да се запознаат и да видат разни содржини. Градоначалникот Љупчо Папазов е свесен за ваквата состојба и вели се прават напори за да се најде партнер за ловниот дом да добие нови содржини. Ловниот дом е собственост, како објект собственост на општина Кочани. Во поранешниот период го користеше ловното друштво, кое за жал во овие моменти не е функционално и не ги извршува своите основни активности и овој објект условно кажано е во мирување. Општина Кочани прави напори во делот на пронаоѓање на партнер за дефинирање на нови содржини кои би биле внесени во овој објект, а во исто време би овозможиле преуредување и враќање во првобитна состојба на просториите, на околината, на фасадата, на кровот, на електро и водоводните инсталации. Папазов вели дека со општините од соседна Бугарија не наишле на разбирање за да се обезбедат финансиски средства за уредување на овој објект. Но дециден е дека општината работи објектот да добие нов изглед и целосно да се преуреди. Но за жал во тие напори за пренаоѓање на партнер во прекограничната соработка со соседни општини од Република Бугарија не наидовме на разбирање и останува да бараме други опции од меѓународни донатори и финансиери, со што ќе му дадеме соодветна содржина и употребна вредност на истиот објект. 10 години кога престане со работа ловното друштво Осогово, за жал состојбата е во мирување онака како што е затечена, нема промени. Заложбите на општина Кочани преку секторот за планирање и развој во самата општина ќе бидат насочени во изнаоѓање на извори за финансирање и, како што реков понапред, да му дадеме нови содржини и да го уредиме во пристојна состојба целокупниот објект. Како што додаде Папазов, со изнаоѓање на финансиски средства ќе се обнови фасадата, прозорците, просторот околу самиот објект, а ќе се инвестира и во нови содржини кои ќе бидат поставени внатре.